телевизија. Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте за последен пат со емисија посветена на 24-тото светско ракометно првенство кое што денеска заврши во Доха, Катар. Поделени се медалите, знаеме новиот светски шампион, тоа е Франција, потполно заслужено. Хајбук мекерите пред почетокот добро заедно со Шпанија, Хрватска и Данска важеше за главен фаворит. Јас си го кажав за почеток, за мене главен фаворит беше со оглед како играше припремниот период, се оствари. И не беше нешто тешко за предвидување. По мене, она што го гледав на финалето денеска, рутински одработи финалниот надпревар го одработи, иако имаше нормално, Катар не се предаваше до крај, пробуваше со сите сили. Меѓутоа, друго е да трошиш сили за да стигнеш противника, друго е да трошиш сили да го добиеш тој противник. Верувајте ми, тоа е потполно различна работа. Ние денес ќе одиме како и што е вообичаено со нашите сценарија, ред јавување на Мишевски Зоран и Томе Вучев од Доха од Катар, последните нивни јавувања за ова светско првенство. Потоа имаме анализа, нормално на таблата ќе се обидам да го образложам за финалето и борбата за третото место. Најнапред, нормално како што е ред, да видиме што има да каже Зоран Мишевски од Доха за финалниот надпревар. Во зовриена атмосфера во Лусеил арената 15.000 гледачи очекуваа и видоа големо финале. Онеста и Динар подготвија изненадување и Алекс Њокас го почна мечот и погоди два пати во првите 10 минути. Грубата игра на домашната селекција не остана неказнета и Мабрук дури два пати беше истучен во првите 10 минути. Семокниот Никола Карабатич диригираше со одбраната, изеде многу ќотек, но постигна и 5 гола во првиот дел. Кога Франција се одлепи на 4-8, Валеро Ривера побара тајмаут. Полека го подигаа своето ниво катарските шутери. Капоте, кој никој не знае како се опорави, веројатно се криеше вистинската диагноза, шутираше од 10-11 метри и погодуваше. Марковиќ исто така постигна 4 гола и на полувреме се замина со 11-14. На почетокот од вториот дел Шарич одбрани 2 топки, Малаш постигна 2 индивидуални гола и резултатот беше само +1 за Франција. Но од десната страна од нападот на фаворитот одговори со головите на Бараше и Порт за 14-17, а и Омејер полека влегуваше во ритам. Иако без течна игра, избраниците на Онеста во последните 10 минути влегоа со 18-20. Шарич го клена гледалиштето со неколку одбрани, но Омејер возврати со иста мера. Ветеранот Фернандес влезе да го одмори Никола Карабатич и постигна многу значаен гол. Камената француска одбрана ги одби нападите на катараните и Порт од контранапад го постигна свој трет гол за 19-22. На крајот со многу рутина, галските пети го добија мечот со 22-25 и стигнаа до петтата светска круна, освоена со 8 победи и 1 реми без пораз тука во Катар. Во финалето најефикасен беше Марковиќ со 7 гола, во францускиот тим Карабатич постигна 5. Франција покажа дека знае да игра финалиња и веќе е најдобра на вечната листа на ракометните мундијали за мажи. Добро, тоа се видувањата на Мишевски од Доха, од лице место од Катар, а јас да кажам она вчера што го кажував, навистина и беше за предпоставување како ќе го одиграат. Последното она што го објаснував, тоа беше така и започна. Валеро Ривера, прочем тој е, барем мене, јас го имам приметено познат ми е по тоа дека на вакви многу битни надпревари сака да изненади со нешто. Денеска проба на почетокот да го изненади францускиот состав Клод Онеста со тоа што на лево крило Алхасаб го исклучи, не играше, туку го постави Бенали. Тоа е играч кој што игра во одбранената, неговата одбранена формација број 2 во катарската одбранена формација, игра двојка или халф во 3-2-1, зависи или 5-1 како ќе игра. Значи го постави на лево крило, зошто? И останатото беше Севор, како што и игра. Капоте, Малах, Марковиќ и Мемишевиќ, Видал. Стандардно.
Значи што сакаше да постигне со ова? Тој Бенали е многу добар кружен одбранен играч, меѓутоа и кружен напаѓач. И сега, со самото тоа поставување тој доаѓа, меѓутоа ова е привид и доаѓа само колку едно-две додавања да се припреми напад, ова зборувам за поставена одбранена формација на Франција. И додава топка и се префрла, вкрстуваат со другиот кружен напаѓач и доаѓа на оваа позиција и доаѓаат и напаѓаат со два кружни напаѓачи. Синаќе тоа го објаснував, меѓутоа Клод Онеста неколку начини како ќе се реши, меѓутоа Клод Онеста се реши на начин поризичен, меѓутоа верувајќи во кога го имаш Никола Карабатич на средина, нормално дека се е можно. Таков феноменален играч и во одбраната, со него можеш да правиш 100 комбинации. Еве се, што се случува? Кога влегува Бенали на втор кружен напаѓач, видал отвора на оваа страна и стеја што случува. Левото крило на Гигу доаѓа, меѓутоа не излегува класично на Капоте, туку излегува негде получовек, за да му возможи на вториот, дали е тоа кој да игра со Рендо или кој да биде овде, да се бори со Видал, со кружниот напаѓач и да не му дозволи да биде пасивен во тоа. Значи му дава сигурност. А не му дава сигурност на Малах, средниот бек, која дојде во оваа ситуација, во дуел со Карабатич. Нема доволно сигурност да игра повратна топка со левиот бек, со Капоте на оваа страна или на другата страна. И сега, со тоа го остава да решава, видете, овде е позиционна поставеност, овде е дуел игра, 1 на 1, Малах против Карабатич, самоубиство, и овде е 2 на 2. За ова крилото веќе Мимишевиќ него не рачунам, бидејќи апсолутно видовте дека Омејер беше жртва му беше Мимишевиќ на Омејер. Нема, тоа е веќе поставка кога ги знаеш и добро ги познаеш квалитетите на својата екипа. Значи, позиционно дуел игра и 2 на 2. И во тоа се откажа веднаш и до израз Никола Карабатич со Лука заедно и без разлика кој да се погодеше против Малах, тоа го видовте како беа осудени, се одбиваа нападите како од зид на катарскиот и тука се створи таа прва предност. Нема да заборавим психичката припременост, се виде колку самоуверено влегува французите во ова финале, за разлика од катарската нормално селекција прв пат во историјата, а сите освен Валеро Ривера, селекторот, се за прв пат во финале на светско првенство. Тоа не се игра така лесно. И доколку го нема Даниел Шарич на голот, ќе беше уште потешко за нив. Меѓутоа се држа, каде му настанаа првите проблеми, настана за одбрамената нивна формација. Каде што се знае дека одбрамената формација на Катар ја држат, се знае, Мабрук и Роан. Тие се двајцата играчи, 3 и 4 на вистина изворено играат на почеток. Тука мислам беше грешка на Валеро Ривера. Зошто? Тој ги постави Мабрук игра на 9 метра и остава дали е 5-1 или 3-2-1, не е битно одбрамена формација и го остава чисто. Дали е со Рендо, кружниот напаѓач на Франција на лева или десна и било каде, со него Роан. Значи 1 на 1. Да се игра така со французите, малце потешко оди и затоа кога дали е тоа Карабатич или после измена на места, дали е Нарцис, Мабрук влегува во проблеми со две исклучувања. Потоа останува Капоте. Го притискаат, не може далеко е за измена и го притискаат французите за да не му даваат за измена и остануваат Капоте со Мабрук. Прават само една измена. Жарко Марковиќ излегува и остануваат Мабрук и Капоте на средина. Исто така и него во дуели не е случајно тоа што играше на десен бек на Стемија, не е ни битно како се вика, дечкото е феноменален играч. Страшно брзи нозе, одавна не се видел, а има за својата конституција страхотен удар. И тоа го докаже. Зошто? Тој ги користеше нападите, она што го говоре многу пати, пред тоа Бараше го користеше, сега тој го користеше. Почетокот на нападот ги стои и се од Нарцис или Карабатич, меѓутоа по повеќето случаи Нарцис го започнува. Со финта навлекува човек и се почнува. Овде ако не пробие Карабатич со Рендо, ако има помош, ако не, поминува десниот бек или вишок на десно крило. И тука беа тие 2-3 гола, за кои што зборува Мишевски, на почетокот на некаде, не знам, на надпреварот, или средината на надпреварот, каде што веќе почна да паѓа одбраната на Катар,
која што после пробаше да ја скрие, да ја покрие со Видал и Бертран Роа на 3-4 да го сокрие Мабрук, меѓутоа не е таа одбраната со него и без него. И во тоа сигурна игра се надовар за уште Тиери Омеер, најнормално во второто полувреме, така да немаше голема разлика во голманското како што беше Франција-Полска. Когаш Мал немаше свој ден, сега и Даниел Шарич и Омер беа тука во баланс, и пресуди искуството, самодовербата и квалитетот во секој случај на француската репрезентација. А по мене пресуди еден, Никола Караватич. Фантастично, за мене број 1 играч, немам појма никој го прогласи, ништо нити има прилика, нити има интерес, за мене зборувам, број 1 на светското првенство. Број 2 Капоте. Откритие на првенството, за мене на позиција на лев бек, одамна немам видено таков играч, со такви предиспозиции, анонимус, за наши прилики, не зборуваме, кубанец со катарски пасош, не верувам дека долго време ќе остане во Катар со тие квалитети што ги поседуваш. Значи, потполно заслужена победа на французите, честитки, и ќе се навратам подоцна кога ќе зборувам за мечот за третото место, уште некои добивки кои што ги имаше полската сега репрезентација. Меѓутоа, пред тоа да видиме режија, одиме поратаму со нашата програма, што е следно. Во супер драматичен меч во малото финале, Полска ја доби Шпанија, која што не само што остана без светската круна од пред 2 години, тука и без медал. Не беше лесно да се пронајдат мотиви во мечот за бронзата, само 2 дена по поразите на Полска и Шпанија во полуфиналето. Момците на Биглер заради цврстата одбрана подобро го отворија мечот и преку кружниот напаѓач Сипрзак поведува со 3:0. Каденас веднаш побара тајмаут и се обиде да ја размрда екипата. Дури во 8-та минута Црвената фурија го постигна првиот гол преку Рокас. Внесувањето на Антонио Гарсија донесе нова хемија во шпанскиот состав и полека се топеше полската предност. Во 23-та минута токму Гарсија погоди за 11-11 и мечот влезе во егал ритам. Така со 13-13 се отиде на одмор, а Полска пак остави впечаток дека и покрај подоброто полувреме не стекна предност по 30 минути. На почетокот на вториот дел Шпанија ги превзеде работите во своји раце и Томас и Раул Ентревиос со брзи голови го принудија Биглер на тајмаут уште во 32-та минута. Полека, но сигурно момците на Каденас ја зголемуваа предноста. Гонзало бранеше подобро од Шмал и во 48-та минута шпанците заминаа на 18-22. Тогаш се чинеше дека се е готово, но полските ракометари веруваа и преку Зиба и Урецки полека ја топеа предноста. При 23-24 за Шпанија Македа ја погоди стативата, а со звукот на сирената гол постигна Зиба и го внесе мечот во продолжение со 24-24. Психолошката предност сега беше на страната на полската репрезентација, која со Сипрзак како додадена вредност постојано беше во водство. По 26-26 на крајот од првото продолжение, момците на Биглер преку 2 метри и 6 сантиметри високиот кружен напаѓач поведува со 29-28 на половина минута до крајот. Шпанците не упатија ниту удар кон голот на Шмал и како големо изненадување Полска го освои бронзениот медал. Финални 29-28 во продолженијата во кои Сипрзак беше клучниот човек. Кај Шпанија Виктор Томас и Валеро Ривера јуниор беа најефикасни со 7, односно 5 гола. Светскиот првак од пред 2 години остана без медал на мондијалот во Катар, а Полска по 4-ти пат освојува медал на мондијалите по среброто во Германија 2007 и бронзите во 1982 и 2009 година. Ова беше за многумина и второто изненадување, Полска со освоен медал, бидејќи беа фаворизирани пред ова светско првенство. Знаете, многу пати се пофалив дека така Катар и Полска од сенка фаворити ги направив, меѓутоа си покажаа луѓето дека навистина играат ракомет, си работат и потполно заслужено и Катар и Полска стигнаа до медал. Значи второто и третото место е навистина изненадувањето. Кај Полска, пред малку тоа што почнав да го говорам, сакав да се надоврзам на точно овој извештај во врска со малото финале. Полска го доби, меѓутоа доби не само медаља, доби нешто друго. Полска в година ова време, од ова исто место најверојатно ќе го работиме Европското првенство. Се игра во Полска. Што зборувам? Полска ги изгуби браќата Лиевски на десен бек и меѓутоа затоа ги доби Роевски и овај малиот младиот Шиба. Денес кој што е главниот играч и главниот виновник за поразот на шпанците. Сега ќе пробам да ви објаснам зошто и како беше тоа. Стандардно започнато тоа што и Мишевски го примети, секој можеше да го примети, стандардно започнати формации на шпанците и на Полска и
цело време нормално си тече надпревар со водство на се извинувам, на Шпанија, а Полска постојано се обидува да пристигне и троши енергија за тоа за да го стигне резултат, да го изравни. Тоа не е лесно, поготово во полуфинале кога се игра, истрошен од претходно цел светски шампионат и ти трошиш енергија за да ја стигнеш, а камоли за да добиеш надпревар. Меѓутоа, како по мое, Маноло Каденас направи превид. Прво направи превид кога проба да одигра 5-1 одбранбена формација, што не беше превид 5-1 одбранбена формација. Превидот беше Виктор Томас на 5+1. Зошто? Виктор Томас е 1,80 м, не знам ни толку дали има, е многу низок играч, дуел речиси да нема и за високите бекови на Полска, дали е тоа Јурецки со Шиба или Роевски, мислам во мал дел играше Роевски првото полувреме, скоро цело време го играше Шиба, феноменално го одигра. Како да немаше никој овде. Значи, во старт си направи проблем сам Маноло Каденас со тоа што го изваде на 5+1 Томас. Значи, не зборуваме погрешна формација одбранбена, него играчот, што е многу битно, кој што ќе го одигра. И тука имаше проблеми да го задржи Јурашик или Михаил Јурецки или кој да играше на среден бек, кој што тројцата се шутери, иначе за нешто не знаете дека најдобриот нивни играч Јаша не беше среден бек, феноменален, бундеслигашки, игра во Берлин, најдобар нивни играч. На ова првенство не учествуваше заради повреда. Значи, замислете како тек ќе види Полска и домашен терен или плюс со него на среден бек. Меѓутоа, физичките предности врз Томас пресудија и што се случува? Стандардно, Каденас игра во прво полувреме кога е поблиску, Канелјас го излегува надвор, не игра во одбрана, игра Раул Ентрериос, до оваа страна да не ги преместувам, Раул Ентрериос игра број 2 и играат овде Виран Морос со Гвардиола. Сега, што се случува? За второ полувреме има проблеми во тоа и секогаш го остава Канелјас. Хуан Канелјас да игра втор. Се знае, веројатно, не знам сигурен, и пољаците тоа знаат, дека по слабата страна на одличниот фантастичен играч иначе Канелјас е одбраната. И што се случува? Секогаш нападите, јас пак зборувам, не знам дали Биглер тоа го знаел или случајно се случи, меѓутоа на тој го добија напад. Ова ја разбија Шпанија, го добија надпреварот. Започнува дали лево крило или лев бек, се едно. Овде е првиот блок и првиот пресекна зона. Меѓутоа започнува нападот од оваа страна. Излез и сега, кога доаѓа овде, ако не излези доволно, Михаил Јурецки поготови на страхотен удар и од овде имаше постигна неколку голови и веќе разниша тука одбраната, што е ова е главната темелот на Шпанија, на одбраната и на нивните резултати. 3-4 Гвардиола, Виран Морос. Тука веќе почна да се ниша. И Канелја се секогаш во неприлика кога се во дуел, затоа што и Михаил Јурецки дали е овде или кога играше Биелески, игра Михаил Јурецки средина. Кога е Михаил Јурецки на лев бек, доаѓа Јурашик овде, исто така. Исто и Бартош Јурецки со Шипрзак се менува овде. Значи, постојано свежа крв и постојано проблеми, за не му дава да се навикне на одбраната на еден кружен напаѓач, на навиките на едниот, додека се навикне доаѓа друг. Исто така бек на бек, не е седно кога ти менуваат нонстоп. Овој го знаеш имал финта ваква, меѓутоа веднаш дреаш луѓе од напад друг играч. Значи, тоа е тоа што го доби со тие постојани измени Биглер, намерно или не знам. И продолжетот Шиба, главниот. Тупаницата на Полска во второто полувреме и главниот екзекутор за шпанската селекција. И во продолжение било како цело време играше покрај Канелјас и доколку имаше еден дуел во напад, тоа беше ништо. Веќе следниот го губеше, дали остануваше на 6 метра повеќе преку него шут, или непотребно помагаше па пролаз шут. Било или се затвораше самиот зад Морос и зад Гвардиола непотребно, така да ги остава после вкрстување повторно на шут. Значи, на секоја тука беше таа слаба точка во одбраната на Шпанија, која што постојано упорните пољаци ја користеа и на крајот ја искористија. Шмал не беше нешто како што знае да биде расположен, меѓутоа сосема доволно за победа. Шпанците, лично мене, на крајот веќе последните 2-3 минути ме делува толку загубено. Не разбирам шпански, али од она ракометно, што можеше да се разбере од
на Нова Каденас која зборуваше, апсолутно немаше конкретна акција или совет за своите играчи, што јас не повеќе не ми се допаѓа, затоа што зашто повикуваш тайм-аут, ако немаш конкретни совети, што за одбрана, што во напад. И резултат на тоа беше казната. Се знае, поразот на Шпанија. Втората добивка која сега да ви ја кажеме таа дека пољаците им стигнаа до финале, им си помладија репрезентација, а не како ние, ќе кажам на крајот за тоа, си добија двајца десни бекови, Роевски Шиба на десен бек, или Зиба, како сакате, и го добија уште еден 2.06 висока извореден кружен нападник Шипрзак. Значи, и играчи, и ова, а да не зборувам и за крилните позиции, каде што ги променија. Потоа, ако ги кажувам, Грабарчук, Храпковски, значи, тие не се представljали, меѓутоа се во полна зрелост, тоа се од брамените 3-4 кај што ги игра, сега да не се навраќам повторно. Значи, имаат многу добра селекција и, нема да вам повторно ќе го спомнам, средниот бек, кој што не игра се Јаншо. Тој е фантастичен среден бек, и еден од најдобри стрелци и пакери и во Бундеслигата. Замислете како ќе беше тој со него. Селекцијата на Полска. Затоа зборувам која е таа дупла добивка на пољаците од ова светско првенство. А што се случуваше со нашата селекција и така натаму, има мислам коментари, ако не се лажем, режи Јасмин Мркоња има интервју мишевски земен од него за нашата селекција. Македонија е веќе unazad nekoliko godina veoma bitan faktor u svijetu rukometa i to se Македонија веќе неколку години е битен фактор во светскиот ракомет. Тоа се гледа на сите нивоа, од инфраструктурата која секоја година и година е подобра, од екипите, посебно Вардар и Металур кои спаѓаат во врвот во тој крем на европскиот ракомет. Преку играње во Лигата на шампионите, преку доведување на квалитетни засилувања во македонските екипи, така Македонија заслужува секој респект и тоа овде го потврди. Со оглед на тоа што ние овде бевме сместени со вас македонците во истиот хотел, ние толку се спријателивме што на мечот со Словенија навивав за Македонија и многу ми е жал што не помина натаму. Знам што тоа ќе значеше за ракометниот свет и за нацијата, Македонија да се пласираше во четвртфиналето. Вака Македонија остави сосема добар впечаток. Штета што не помина, бидејќи очигледно кај вас, како и кај нас, ќе дојде до некои промени во репрезентацијата, со оглед на тоа што имате неколку ракометари кои заради годините нема да можат уште долго да играат. Мислам дека треба да се искористат уште за ова европско првенство, за квалификациите и завршниот турнир и треба да размислувате за подмладувања. Така што Македонија овде не е мина незабележително, напротив, делуваа како една екипа која знае што сака. Го покажаа тоа на терен и пак велам, тој меч со Словенија можеше да отиде на страна на Македонија. Но мислам дека ќе биде голема работа ако Македонија оди во квалификациите за Олимписките игри, ако ја победеше Словенија. Но спортот е таков, така што тоа е сосема добра оценка за македонската репрезентација. За ово европско првенство, за квалификације и да се, kada se plasirate da to odigraju i treba razmišljati o podmlađivanju. Tako da Makedonija je ovdje nije prošla nezapaženo, naprotiv, djeluju kao jedna ekipa koja zna šta hoće, pokazali su to na terenu i kažem šteta sa Slovenijom, to je moglo da ode i na stranu Makedonije, ali eto, mislim da bi to bila velika stvar da Makedonija ide u kvalifikacije za olimpijske igre, da je pobijedila Sloveniju, ali eto, sport je takav. Dakle, sasvim jedna dobra ocjena o reprezentaciji Makedonije. Стандардно, јас би рекол, како и другите досега што ги, како да кажам, коментари во врска со нашата репрезентација, нешто јас ми се надоврзи, иначе овој бивши ракометар на металопластика и така натаму, за тие што не знам. Ама не можам јас да се сложам со тоа никако. Не ми паѓа на крај памет. Дека ние, резултатски да, тука бевме зошто. Нормално е и човечки после тоа, после Словенија да добиеме, доаѓавме налетавме на Франција и нормално. Работа пред тоа знаеме, изгубивме, зборувавме неколку пати. За мене која е загубата за ова? Загубата е уште едно се големо надпреварување, пропуштивме. Да помладиме, паметно, да помладиме. Ако не ние пример Франција, не знам кој треба да го земам за пример. Еве и Полска се надоврзува и така натаму.
може и резултат и мало помладување со памет, а не како ние играме со една постава, не знам со кој таму со Тунис, следната веќе со Ирак, со втора постава, па Реал Мадрид во фудбал го нема тоа. Не знам кој друга или некоја селекцијата видовте така да игра со една постава, со друга постава, на крај памет. Значи апсолутно без план, стихино, апсолутно тоа што не ми се допаѓаше во тој начин на водење, што тогаш го коментирав. Друго е ти кога ги поставиш на пример во игра, кога го сакаш да го внетиш во игра, да го вклопиш за понатамошниот тек од првенство Филип Лазаров, значи ќе го поставиш да биде до него прибак, затоа што се и Стојанче Стоилов. Значи таа тројка е од Вардар. Не се враќам сега пак ме испровоцира Јасмин. Таа тројка е од Вардар. Значи поставуваме тројка Стојанче, Филип, прибак и Филип Лазаров. Нека биде Кире Лазаров тука. Значи така е, тоа е еден дел, сегмент кој што се вклопува во репрезентацијата. Следно, сакаме сега да го префрлиме во Гринец, да го фрлиме во игра, да го уходаме со репрезентацијата место Кире Лазаров. Не може овде да стои прибак, двајца нови играчи. Зошто? Затоа што никогаш не се погледнале во постава во терен заедно, а не да играат. Значи тука веднаш доаѓа Жути, Филип Меркуловски игра. Затоа што играат и во репрезентација и во клуб заедно. Ова мислам и во клубот, во Металург. И го поставувам Никола Марковски. Затоа што и тој е во нивниот клуб. Значи тоа е најнормалната како поставка, логика, не е тоа јас не го измислив топла вода. Така се поставува, така се вметнува игра, така се прави игра и колектив. На овај начин. А не прва постава ова, втора постава кај постави. Кој е тој во кој спорт се видело со една постава една надпревар, другиот надпревар, а зборувам сериозно, максимално сериозно да влезете во надпревар, суира, не знам што, а јас ставам втора постава, па прво јас сум несериозен. И не сакам повеќе за тоа да зборувам, меѓутоа друга ми беше целта. Дека изгубивме уште едно првенство, каде што можевме да ги вметниме. И тоа го имам кажа, ни ќе го кажувам, додека не сватат некои дека не е овај начинот. Стихино не се решава. Ивица Обравен е сега, селектори, јас сум бил. Ние сме пролазна работа. Денес и селектор треките сменат, меѓутоа ракометот треба и натаму да се игра во Македонија. А сега што? Сега имаме прибак, пак ќе повторам. Исклучително квалитетни играчи ги ценам, тоа на крај памет не ми паѓа да кажам дека во Гринец прибак не се и не заслужуваат државјанство излично. Меѓутоа не е тоа наша цел и иднина. Дали ќе бевме, нека ми одговори некој од федерација или Обравен или било кој, да кога имавме тројца млади играчи наместо Ванчо Димовски не ни влезе. Значи на трибини седеше. Друг можеме некој дете под младокот да го осети барутот светското првенство како изгледа. Или наместо овие двајца да имаме уште двајца наши помлади играчи. А не ние зборуваме сега ќе имаме некој вакуум, не знам што сите изрази користат, не знам какви глупости, дека вакуум ќе сме имале, оти немаме квалитет или а еве го. Имаме 20 играчи, дај да ги вметниме тие 20. Ние немаме 5000 ракометари, тие се 10-20. Меѓутоа, со паметен начин и со паметна работа се може да се направи. Сега го пропуштиме уште ова. Имавме, значи, 2-3 надпревари да се играат во припремен период на светско првенство, додат тројцата, нека се Талевски, Дрогришки, другиот нашиот Талевски, Панеловски ги има, значи имаме 3-4 такви деца. Земи ги тие деца. Нека видат што е тоа. За сега ќе ни користат. Веќе во април имаме квалификации. Значи чекор по чекор веќе ги метнуваме. Гребелје, повредени го зеде на светско првенство во Франција. Левбек. Затоа што е најдобар млад играч ними. Значи, тоа е начинот како беше. А не ние даваме држава и сега наместо на почеток кога доаѓаш Обравен, ние ќе помладуваме репрезентацијата, ќе правам вака, што е направено? Ама тоа треба да одговори тој во извештајот заедно со Раковетна федерација. Што е направено со тоа? Апсолутно. И сега четки некој новинарски од озгора, не знам, се ребала сме задоволни, да, јас сум се сложувам, да. Ама со што? Со 9-то место, да. Најдобар историски резултат и јас го тврдам. И тоа е факт. Меѓутоа, што ние добиваме за понатаму? Затоа што сега ни следи април квалификација за Европско првенство. А Катар, како што е веројатно, ќе добие следат квалификации за Олимпијада. Или пак тога ќе кукаме. Или ќе даваме пак државјанство или не знам што и не знам каде. Тоа не е патот. Затоа немаме визија. Тоа ми е поента на цело моје зборување, да не ве замарам повеќе. Тоа ми е, немаме визија за тоа што, како понатаму. Таа визија треба да има Раковетна федерација. Селекторот е тој што ќе ја спроведи со играчи што тој ќе ги избере. А не, ние сакаме државјанство на овој, да ево, на овој, а зошто? Никој не објаснува. На таков начин со стихино работење повторно ќе имаме проблеми. Иако има страшна желба енергија, гледам кај ова раководство, кај ова Раковетна федерација, што е за поздравување, меѓутоа, дали да го прашам Живко Мукаетов,
И тоа баш сакам да го прашам и да ми одговори. Дали тој го води алкалоид со економисти и со инженери и архитекти? Или го води со фармацеути или технолози? Па како може во Раковната федерација нема ниту еден ракометар, а води Раковната федерација? Мислам дека следно е забавниот прилог, да не ве замарам понатаму, доволно кажав. Организаторите на светското ракометно првенство во Катар пред самиот почеток на истото објавиле една духовита реклама со цел да го популаризираат мундијалот и да привлечат што повеќе гледачи. Уште еднаш актери се луѓе кои место глави имаат топки од различни спортови, а ракометарите во оваа епизода ја спасиле незгодната ситуација во која се најде фудбалерот. Под мотото "Купете билети сега", катарците сакале да ја поттикнат онлайн продажбата за надпреварите на светското првенство. Инаку да се потсетиме, ова светско првенство беше оценето како најскапо и најгламурозно организирано. За прв пат сите надпревари се играа во еден град во 3 сали. На светското ракометно првенство настапија 24 репрезентации, поделени во 4 групи по 6 селекции. Шампионатот се играше во 3 сали: Lusail Sports Арената со капацитет од 15.300 седишта, како и во другите две помали сали, едната со капацитет од 7.700 седишта и Duhail Sports салата со 5.500 седишта. Доо Барби веќе 24 години со вас. Комплетна линија на канцелариски производи, електронски апарати за канцелариско работење, канцелариски мебел. Доо Барби, ние секогаш нудиме повеќе. Офис Стор Битола, Пелагонка 2. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со сопствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. Космос Компани, име со долгогодишен квалитет и традиција во снабдувањето со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Генерален дистрибутер на Прилепска пиварница и винарската визба Стоби. Космос Компани, Битола. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. Elegancia. Kvalitet. Kreacija. Klasika. Во ритмот на живот. Линкести. И како што е ред, да видиме на крајот уште еднаш што има како заклучок, да каже за ова светско првенство од импресиите и така натаму, од лице место Зоран Мишевски. Спуштена е завесата на најспектакуларното светско првенство организирано досега. Светско првенство во кое што трибините не беа исполнети и квалитетот на ракометот беше еден чекор назад. Меѓутоа, тоа нас не би требало кој знае колку да не засега, бидејќи деветото место на тимот на Македонија, на селекторот Ивица Оброван, е наш најдобар резултат во историјата на светските првенства. И без разлика што целта беше четвртфинале, се наоѓаме многу блиску и до пласман во олимписките квалификации. Франција ќе биде организатор на наредното светско првенство по 2 години, додека пак Германија и Данска со заедничка кандидатура по 4 години. Катар тука постави огромни стандарди и нема да биде лесно да се организира вакво светско првенство. Сигурно нема да биде во еден ист град како што беше овој пат во Доха.
Доха пак ќе ни биде во центарот на вниманието во ноември, кога во Духаил арената ќе се одржат азиските квалификации за летните олимписки игри. Ќе навиваме за Катар. Тоа може да ни донесе место во квалификациите за Олимпијадата во април 2016 година. Спортски поздрав од Доха до нашето наредно големо ракометно надпреварување Final Four во Келн во месец мај. Јас мислев ќе кажува некои импресии од Доха, без оки ама добро и овој заклучок, како да заклучок ми помогне мене да не многу губим време и ваше драгоцено време, почитувани гледачи, за околу заклучок околу светско првенство. Не знам колку би се согласил дека е скалило подолу погоре сега да резимираме, бидејќи ако гледаме на тоа со тие нови изненадувања, кажуваме, Полска, Катар, овај и оној, а скалило подолу погоре, зошто дека не оде Хрватска и Данска дека не отидеа па натаму? Ни случајно. Сами се виновни за тоа што не помине, а квалитет имаа. Значи не е тоа мерило и не може вакви паушални заклучоци, зоки апсолутно не стојат. Меѓутоа, што е тука е завршено 24-то светско првенство, 24-ти шампион е Франција. Што правиме со Пелистер? Мислите дека заборавив ни случајно за тоа. Две емисии зборувам, ова е трета, кај што зборувам за тоа за Пелистер. И стојам на располагање. И уште еден апел и повик. Дали тоа е совет на град Битола, дали тоа е господин градоначалник, дали тоа се господата стопанственици и така натаму. Меѓутоа, нека биде тоа како апел до општината да собери еднаш на едно место стопанственици, овие сите заинтересирани лица, било кој, да почнеме да работиме, а не да разговараме. Пак зборувам, да работиме, не само сега овој пат, кажав и колку пати, дали тоа ќе биде во едно спортско друштво Пелистер. Има милион можности. Стојам на располагање и таму ќе го продолжам пред цел тој аудиториум. Неколку можности има. Меѓутоа, говорам за спортот. Колку е убаво кога се разговара за спорт, видете. Сега, а во Битола, дали некој последен пат кога сеќава да слушнал за спорт, а да не зборам конкретно за ракометот, гордоста на град Битола кој што прослави овој град, кој што го прослави. Мислам дека заслужува барем малку внимание од сите нас овде. Затоа овде не делам ни на политичари, ни на стопанствени, него сите заедно, стопанственици или спортисти. Не, сите заедно. Само така може да се помогне. Ако почнеме повторно, ова е крив, ова не е крив, ова треба, ова не треба, тоа не води никаде, апсолутно никаде. А кој колку пари имал, и тоа му бериме гајле, овој толку пари има, па не ќе даде во спортот. Чекајте, треба да се направи прво една конституција, рамка, да знае да вложи пари, а никој нема пари да фрли. Значи, треба ништо да му овозможиме на тие луѓе кои што, ако има такви, јас верувам дека има во градот, да помогнат на спортот во град Битола, да ги тргнеме ведечина од пушење, дроги, алкохоли и така натаму, да се посветат малку на здрав живот, односно на спортот. Закажувам следна средба, како што каже и Зоки, во мај месец живи здрави на Final Four. Вие, почитувани гледачи, уживајте во програмите на Тера телевизија и не заборавајте за спортот, односно за ракометот и очекувам повик за разговори и конкретни дела, не само разговори. Пријатна ви вечер.